Програмата е прекината поради Play In. Овој викенд Битола живееше во духот на фестивалот Акто. Новогодинешното издание е навистина доста перформанси, доста настани, доста културни работилници, како и музички перформанси. Што понуди Акто, погледнете во приложение. Play In. Единесетото издание на Акто заврши. Колку во овие 3 дена Акто успеа да ја постигне својата цел, како што велат тие, исправување на уметноста. Ние се бориме за тоа и не случајно, мислам, овие пораки што ги гледате се дел од тоа истражување што го работевме со Ивана, каде што нашата една од главните борби е да ја покажеме политичката моќ на уметноста. Наспроти она што ни се случува во изминатите 7, 8, 10 години, каде што имаме една доминантна културна политика, државна културна политика која што буквално изолира уметноста од општествениот живот и тоа станува уметноста општествено нерелевантна, не е поврзана со реалниот живот. Нас не интересира обратното, како уметноста е поврзана со општеството и кај може да ја направи таа промена. И гледате што се случува. Акто го правиме по 11 пат во општествено-политички контекст кога нема битолско лето. Изгласен е некаков буџет за битолско културно лето, а нема да се случи. Никој не дава одговорност зошто не се случува. Граѓаните се скратени од правото на култура помогната со јавни пари. И од таа позиција ние реферираме на тоа, не правиме култура сама за себе изолирана, реферираме на општествена ситуација. Иронично е што тоа го прави на независна иницијатива како Акто, по 11 пат, но целта е да се направи таа промена и може да стане некој систем институционален кој ќе вистински ќе може да потикнува и да и градот, но и државата и генерално климата не да ја подхранува, него да дава некаков инпут во таа приказни. Измислуваме различни механизми. Лани, контрастот со лани на јубилеј не добивме никакви средства, ај тоа на страна, ама не добивме ниту дозволи за користење на јавен простор. Па ставивме монтажна галерија во приватен простор, во двор. Како? Многу тешко, но затоа па тоа нас ни дава мотив да одново се реорганизираме во еден колектив, кој што вистински ќе донесе до некаква промена и ќе покаже кон јавноста дека културата е премногу важна за јавниот интерес и не може да стои така, као некаков декор на некои политички желби, него треба да биде, особено кога се трошат јавни пари. Но еве, имаме околу 100 гости, тоа покажува дека регионални, интернационални, локални, и тоа покажува дека им е важно на луѓето да помогнат. Има многу партнери од регионот кои што ни помагаат, што преку нивни фондови, преку нивни инпут, дел од нив волонтерски помагаат. И тоа покажува дека не знам, ја покажува барем некаква релевантност на што го правиме. А и мене, и друга страна, многу ми е драго дека тоа се случува во Битола и не престанува. И некако мислам дека, не знам, таа борба ми ја прави некако смислат. Пред тебе вашата организација, колку вие продонесувате за уметноста да ја исправите, да велите дека е замината во погрешен правец, во друга структура, во друг систем, колку вие успевате да го исправите сето тоа? Ба ја не можам да кажам колку за себе, можам да кажам дека тоа е една од нашите цели. Колку има смисла, можеби други треба тоа да го оценат. Ако гледаме во некои временски габарити, 11 години да правиш независен фестивал за современа уметност, не е мала работа. Тоа го сваќаме секоја година кога го правиме фестивалот. Интересно е дека годинава фестивалот 4 пати ќе се случи во 4 града, што е као 14 изданија. Така што некако мене тој габарит ми е битен. Но не само како бројка, него како некаков капацитет општествен кој што ќе повлече во еден момент промена и ќе даде можност за луѓе кои што немаат можност да направат нешто. Уметници, автори, музичари. Акто се обидува, тој е еден од фокусите оваа година, да вклучи локални заедници, локални актери, локални автори и на ниво на продукција, и на ниво на авторство.
Изложба на фотографии со мотиви од шарена револуција. Која е пораката? Мислам дека пораката е прилично едноставна и јасно видлива на овие фотографии. Она што сакавме да го кажеме со ова мини поставка на фотографии од повеќе фоторепортери кои што ги преследува не само протестите на шарената револуција, него и изминативе години, да покажеме во кој контекст живееме, дека се уште ние не сме само фестивал за современа уметност, туку уметноста е дел од едно пошироко битисување, односно една поширока средина во која што делуваме и живееме. Исто така, Акто од секогаш имал цел да биде некаков бунт исто така. Акто исто така зборува и делува во една средина во која што постоеше до лани битолско културно лето, а сега не постои. Така да граѓаните се ускратени од една многу важна работа која мислам потенцирање на културата. Сега не можам да зборувам за квалитетот на таа програма, но генерално не постои. Затоа Акто се обидува некако со она што го прави и со она што го правиме ние покрај фестивалот, бидејќи ние работиме активно кон фестивалот преку целата година, и да покажеме дека уметноста не е изолирана, него тука е дел од еден поширок контекст во кој што живееме. Nisam siguran da želim to sa tobom ja. Oprosti mi, nisam siguran da želim to sa tobom ja. Со еден колаж и одбрани песни, некоја програма е 45 минути. Така за пожурка атмосфера. Од прилика. Што работи Фолтин во моментот? Во моментот Фолтин има концерти, баш онака летни, на преку една недела, да, еден вид. И работиме на еден филм, не музика за филм, дел од нас. Вие ја аранжирате таа музика за филм, верувам. Колку е тешко да се изработи музика за филм? Не ја аранжираме, него ја работиме, ја компонираме, ја снимаме, ја стават после во филм. Колку предизвик е тоа за вас? Па интересна работа е во секој случај, не... Мислам, работа е, пред се работа, многу работа треба да ја погодиш на амбиентот. Филм е многу по-деликатно, мора многу точно да види, мора да се погоди со атмосферата. Кога можеме да очекуваме самостоен ваш концерт во Битола? Аз самостоен, не знам да ви кажам кога точно, сигурно ќе има. Битолчани се многу желни, така ќе ги наречам за вашата музика, затоа и ве прашав ова. Ве гледаме на вакви настани, ве гледаме на свирки низ кафичи низ Битола. Кажете ми низ кои други градови настапувате, можеби и надвор од Македонија? Па комотно да речам низ цела Македонија. Пролетвава имавме 2 фестивали во Бугарија, сега имавме еден фестивал многу интересен и голем во Германија. Од прилика тоа е за летово и низ Македонија наваму натаму сегде. Зимскиот период или есен ви имате некои планови? Па си продолжуваат концерти, нешто работиме. Цело време по нешто подработваме или за нова музика или театар, филм. Значи цело време нешто се работи и се одржуваат концерти. И од прилика така е. Активни постојано. Ви благодарам за својното време, ќе оставам да уживате вечерва, па се гледаме во наредна прилика. Фала, поздрав и до вас и до вашата телевизија.
покана од организаторите на овој 11 акто фестивал на Општинската организација на Црвен крст Битола испрати 10 обучени членови за прва помош. Се надеваме дека ќе помини во најмирен ред вечерта. Инаку целта како дојдени како екипа овде е да му помогнеме на лицата кои има потреба во алкохолизиране или било каква повредена состојба. Дојдовме и на денешното издание на Актов фестивалот. Ги интервјуиравме Волтин, погледнавте неколку атмосферски кадри од тоа што се случува вечерва. За жал не наидовме на некој од организаторите да успееме да реализираме едно интервју исто дисциплина кичме, така да оставаме на тие овде кои сте присутни да се журкаат до самиот крај, се надевам ќе си поминат убаво. А ви останате понатаму на програмата на Мега телевизија. Play in.